Да, ти ја најде мојата среќа во житото. Ми покажа кај е крајот на вино житото. Доидување се најубаво таго, таго, се ти е простено и нема мило за драго, таго. Јас имам мисли, скитници, желби, планини, живот брз како воз. А сакам сладки, ситници, зрели, капини, капнати на твојот нос. Довидување се најубаво таго, таго, се ти е простено и нема мило за драго, таго. Можеш ти една? Браво. Можеш ти една? Сака, може некој од Тоше? Ајде. Може Морска звезда? Може. Ајде, дај ми тоналитет. Од кај беше? Од Це? Цемо. Ајде. Заборави други очи, други нежни насмевки. Заборави ме натера да ги фрлам сите слики неизини, да расчистам со спомени, да ги барам цели ноки твоите чекори, да копнеам со денови, што во коси да ти спијам, без престан да те љубам, по твојот нежен допир, да излудам. Во коси не беше ова песна спијам, Морска звезда не узова. зора да те будам, за тебе ако треба се да изгубам. Многу јако дека ја почнав пак. Морска звезда реков, а ја почнав по коси да ти спијам. Ова ми е химна, така да тама. Обично ги пеам една до друга. Да. Така ми се споени и на настапи, строфа рефрен, или што би се рекло цигла малтер. И секогаш ја почнувам Морска звезда и не знам зашто сега ме понесе во коси да ти спијам, и ја и моите текстови и така. Ако ти благодарам што ми ја испеа оваа химна, во коси да ти спијам, да го представиме. Ја погоди. Ова ми е химна сериозно. Сериозно како тебе. Ето, А ја бев со косите, она моја ја бев со косите. да си го представиме Стефан Петаровски кој што ни се приклучи. Добро утро, Стефан, како си? Најдов, фала ви. Супер, мислам како може утрински за еден музичар, поготово. Да. Не знам дали Не Волко можат да рано не сватат, не можат сте да не сватат. настапувале. Тамара, ти си пеела Волко рано никогаш или не баш? Во животот мој не. Не? Многу ми е драго за ваква ексклузива. Да, прв пат утринска, ни пеоца. Па дури ни на академија кога бев нашите Идеше часови, после 12. не, па ние пејачите немаме од сабајле часови и настапи. Тоа се случува од после 12 часот некако, а? Апсолутно, да. Да. Стефан, како е да се работи со Тамара Тодовска? Па доста интересно и морам да кажам дека динамично, но и пред се одговорност, нели, нормално за сите тие хитови песни да излезат како што се и бендовски секогаш е многу, би рекол, поенергично и поинтересно да се свират тие, инаку преубаво. Тешка ли е Тамара? Стефан многу не работел со мене, така што Не? уште не знае со кого си има работа. Сега ќе види на концертот. Сега ќе види, да, ќе свири на концертот Здрави во 8 мај, еден од бендот, еден член од бендот. Да. И многу ми е драго што пошто е многу млад и он и многу неговата талентиран, сестра, така е. значи се едни од поталентираните нови генерации и драго ми е што ќе бидат дел од на 8 мај со нас. Да, подготвени ли сте? Сега мислам се надевам Или дека уште ќе се биде спремате? Уште се во спремаме, подготовка. да, уште се спремаме. Бидејќи знам дека подготвувате поинако до живување. Интензивните проби треба да почнат од следната недела.
Меѓутоа се уште... Сега за сега гостувате да. по емисии. Не, имаме ние проби, ја имам проби со мојот матичен бенд кој што брои 4 члена. Меѓутоа тие екстра луѓе кои што треба да ни дојдат, со нив здравје Боже од после 1 мај. Да, добро, супер. Тамара, сакаш да одиме со твоите фотографии или ќе пеете уште нешто? Ајде да одиме со фотографии. Баш се радувам Ајде, може да одиме со твоите фотографии, малку повеќе ќе дзирнеме во твојата приватност. Еј, Дарен, види го. Ова не е Бога ми и Дарен. Хана. Да, тотално се измешани. Овде имам 3 години, ми се чини дека е ова мојот 3-ти роден ден. Гледајќи по крагничката и по џебирчето, најверојатно е некој роден ден. Да. Дотеровка. Ова е на свадбата на Војко ми, на Многу се Војна ми. Многу сум се рекна, нешто не ми дале у моментов, нешто сум љута. Сликај се, не ќе. Да, нич не сакав да се сликам никогаш. Многу бев љуто дете Да? и бесно дете, да. Тие навика дека кој год да ми пришол, сум урла, сум вриштела. Уа, не ме пипај. А овде сум многу бебе. Да. Да, со мајка ми. Идемо дале. Да. Идеме понатаму. Ова сме во Дубровник на море, Тијана и јас. Иначе ние летувавме со мајка ми и со татко ми долги години во Дубровник, зашто татко ми свиреше на Дубровачки летни игри. Секоја година беше дел од оркестарот и ние секоја година летувавме во Дубровник, таму научивме и да пливаме со Тијана. Памтам дека Тијана беше фрлена во... Леле, сега дури ја примети фацава твоја. Мојата фаца ми смета сонцето. Да. А ова е од првиот роден ден на моите 2 внучиња, другото го нема, Ања и Алекс, кои што во моментот не гледаат. Чао Ања, чао Алекс. Они се моите внучиња од мојата прва братучетка Марта, која што ми е како сестра. Буквално, пошто Тијана не ми е тука и Марта ја превзема улогата. Ја заменува. Ја заменува додека не е тука. Ова е нивниот прв роден ден заедно со Хана и со Дарен. Да. Ова е Маврово. Ова е Маврово оваа година. Нашето Маврово. Оф, мори мајко, киките, види ги. Да, јас тоа се Како кокер шпаниеле. срцка е пен. Да, овде се баш малечки. Нашиот три кичен бар. Ова е последниот роден ден на татко ми. Да, можеш малку повеќе да ни споделиш изненадувањето што го направивме изненадување за неговиот 80-ти роден ден. Немаше појма дека се подготвува големо славље. Му ги викнавме другарите, му ги викнавме студентите, мили, драги, пријатели, роднини. Беше големо изненадување за него, он беше пресреќен и многу ми е драго што му го приредивме тоа задоволство тој ден. Да, браво, секоја чест на вистина. Ова е нашето патување во Истанбул. Мајка ми едном 50 пати ми имаше кажано колку сака да оди во Истанбул и да го види Истанбул. А тоа е анегдотата преска што ни спомнуваше зад камерите во Истанбул. На ова патување се случило со шекерот и кафето? Не, тоа е стара, без шекер, стара приказна. Добро. И ја однесов мајка ми излезе некое патување мене и ја земав заедно како да PR. се подружиме, да, и беше одушевена од Истанбул и од тој велелепен град. Да. Ова е 5-тиот роден ден на Дарен. Види моја фризурата. Ке се уби. Лептирмаш. Али е насмеано дуво до уво секогаш. Да, децава се Секогаш е смеат, насмеано не сте како дуво до тебе. уво, значи. Ова е Ева е Ханушка. фотографија, да. Ханушка, моја звезда е она. Она толку сака да игра, толку сака да пее. Целата е уметност. Целата е уметност. Да, нема на кого. Имаш наследник, значи. А Дарен? Еве го Лука. Ете го Лука. Лука, ви беше тука Лука. Беше Лука е твојот нов партнер. Тој не кажа дека ти е партнер. Тој не кажа да, па ме штити срце. Да. Ова е последното рели, Да. уствари не е последно, предпоследно рели, каде што победив на женскиот куп во Серес, имаше Твинго Кап. И имаше женска трка, каде што јас го освоив како и секогаш првото место. Како и секогаш, браво.
Да, неодамна ни беше и Марко Блажевски гостин од Twingo Cup. Не, тоа беше друго. Тоа беше женско рели. Женско рели. Тоа беше женско рели кај што бевме со Тијана, тоа беше многу смешно. А ова е некоја акција, ми се чини, зашто беше ова? Тука влегувавме во систем за коскена срж. За донатори. Да, донатори, така е. Браво. И тука отидов да донирам крв. Устори да се запишам у таа, не дај Боже, ако на некого му е потребно, ако су му одговарајуќа. Ако одговара, да. Да, крвна група, да ме имаат ту систем. И тоа треба сите да го направиме. Да, секоја чест, браво. Ова е Маурициус. Ова е зиплайн во Маурициус. Едно преубаво искуство и доживување. Бевме собрана супер екипа во Маурициус преку една туристичка агенција и авиокомпанија која што ни го возможи тоа за да прошетаме и да се сликаме. Тоа им е работа на инфлуенсерите, мислат лесно е. Мислат лесно е. Тука ние мораме да се возиме на зиплайн и да се бањаме у море, Бог да чува. И кога ти се бања, кога не ти се бања. Бог да чува. Али преубав е Маурициус, еден така екзотично место. Така? Преубав, да. Идеме понатаму. Малце побрзо, може? Пошто многу слики ми се чини дека имате. Имаш уште некоја, да. Последниот концерт на ДНК од Борис Трајковски. Која е ова година? 22-ра? Да, 22-ра беше. Да, многу ми е драго што бев дел од овој концерт. Во декември. Многу ми е драго што бев дел од овој концерт. Ова беше еден многу тежок период во мојот живот. Али ми е драго што го прифатив и што ќе си го имам во сеќавање овој момент со ние тие златни двајца деца. Пееме за Кочани. Да, ова е концертот што ова е го плакатот за концертот за 8 мај. Уште еднаш да ги поканиме сите гледачи МКЦ 20 часот на Канал 5 телевизија да дојдат и да донираат и да бидат хумани и да слушаат убава македонска музика. Така е. Баш скромно од моја страна. Не. Тамара, ти благодариме многу за сето она кое што го сподели со гледачите. Наташа, ќе продолжиме со вашите фотографии. Ајде. Да. Малку повеќе се работни, да видиме што прави Сдруженијето на социјални работници. Да. Ова е баш она екипа на колеги што еве баш со Арта зборувавме, си разменивме информација околу Сдруженијата. Сдруженијето на социјални работници Македонија датира од 1958 година во континуитет, но некаде 2017 година се поставува, да речеме, еве во модерната форма, согласно новата законска регулатива. И тука морам да ги спомнам Андријана Гелевска, Николина Николовска, Маријан Дојчиновски, Александра Петковска, Александар Метановски и Јасмина. И тие се баш оние колеги што во тој период многу ентузијастички влегоа. Јас уште не бев дел од тој тим. Јас се приклучив 2018 година, што направија организацијска реформа, ги поставија тие основи во однос на правилници и она што треба, нели, ежедневниот ден. Дел од работата. Ова е чисти 10 јуни, значи од Ќе ви дојдеме на 10 јуни, и вие кај нас, ние би кај ни вас. било многу драго. Значи во подготовки сме на голем настан. Овој пат ќе биде споен со одбележување на меѓународниот ден на социјалната работа, кој требаше да го одбележиме на 18 март, но поради настанатата ситуација, трагедија што не помести некако, се одложи, да. Па и не само, многу логично, едноставно се менуваат тековите, нели, животни, професионални во секоја насока и решивме да го споиме. Инаку чисто да споменам дека меѓународниот ден на социјалната работа го одбележуваме секој март, се паѓа секој трети вторник во месецот. И на тој ден сите социјални работници низ целиот свет ја прославуваат социјалната работа и достигнувањата во оваа област. Ова е една од активностите на одбележување на Денот на социјалната работа во Македонија, еден 10 јуни, се собравме во парк, носевме мајци "Јас сум социјален работник, која е твојата супермоќ?" И разменувавме
убави мисли, директни контакти со граѓаните непосредни, за да ете така бидеме видливи. Бидејќи навистина ние како социјални работници и колегите од формалниот систем на социјална заштита се баш невидливи суперхерои кои што помагаат на дневна основа и менуваат животи. Еве, ова е дел од таква некоја интеракција со непосредни менувачи во градскиот парк. Еве ова, ете амичката што кажав. Social worker, what's your superpower? Ова Јасмина Голишката држи порака во која истакнато дека ние работиме дури со мигранти, луѓе кои што ќе се најдат. Работиме со сите луѓе, значи поединци, семејства, групи кои што ќе се најдат во социјален ризик. Тоа е ситуација која може да доведе да личноста не функционира онака како социјално битие, нели? Така, да. Не може да задоволи одредени потреби, му е потребна некаква поддршка. И ова е исто едно од одбележувањата на денот на социјалната работа. Тука имавме, мислам, за бърнаут. И тоа е многу, ние како стручни работници многу не е потребно и баш во предстојниот период со колегите работиме во таа насока. Како да се грижиме за нас, за тие што се грижат, затоа што и нас ни треба грижа. Ова би го препорачала и за сите професионални профили во овој период што се соочуваат со после ова што ни се случи со Кучани, дека навистина тоа осигурување мора некако да се канализира, да се надмине. Да. Ова е исто една од проектни активности на Сдруженијето со колеги. Добро. И ова исто од предходниот настан, бърнаут, да. Тука ни е професорката Софија Георгиевска. Арнолдова, што знаме, секогаш ни излегува во пресрат, навистина во однос на организирање вакви ги Николина Николовски, Александар Митановски. Тие се инаку стручни социјални работници кои што работат во формалниот систем на социјална заштита со деца во ризик. Да, така. И ова е од еден настан исто така социјалните работници во акција за добри практики во системот на социјална заштита. Тука си универзитет. Ова е од минато годишното одбележување на денот на социјалната работа, тогаш беше баш зелен концептот, да. Споделена трансформативна промена за споделена иднина. Тука се најнакрај ние во оваа прилика, апрово прашањето што беше поставено, Зоран Малковски, тој е виде директор на актуелен на Центарот за социјална работа во Прилеп, и тој директно исто беше засегнат. Јас би ги кажала, прекрасни колеги, значи професионалци кои долгогодишно работат во формалниот систем на социјална заштита, неверојатни професионалци во работата, но и се вложуваат во Сдруженијето, исто така ментори. Исто ова е од минатогодишното одбележување која беше на 19 март. Јас сум тука со друг имидж. Да, ова е исто па пред минатата и тука сум со друг имидж. Кај си сета? Да. Најнакрај. Црвена. Така? Небре? Таму, Најдесно. со зелена. Најлево. Лево. Црна си? Да. Вау. Ова е панел дискусија исто за одбележување на Меѓународниот ден на социјалната работа 2020 и Многу подобро ти стојала. Фала. Да, тоа беше и последната фотографија на Наташа Удовска. Благодарам многу за сето она што го споделивте, што го работите во вашето здружение. Верувам дека многу почесто ќе се гледаме. И јас се надевам. Да. Арта, да погледнеме вие што правите во вашето здружение. Секако, со задоволство. Тука сме во гостивар. Ние многу сме единствените што имаме каде се спроектира филмот, каде што произведува чиста електрична енергија со возење на точак, и со тоа ние имаме еко кино, како Coldplay што има во, можеби сте забележале во едниот нивниот настан, има точаци што вртат и произведуваат струја. Да. И ние го имаме тоа, и тука гледаме филм во отворено небо, кажам. А кој вози? Возат, еве. Него гледам далеку, вие немам ночари. Вози само еден. Не, двајца, дека само со еден не врши работа. Мора двајца да верглаат. И само ние имаме тоа, и затоа ние сакаме да... Па треба повише да има такви.
Така. Тука сме во проекција во Cineplex, ние имаме проект каде што имаме зелени филмови или викаме зелен Netflix. Ако може така да се каже. Зелен фликс. Така, каде што има документарци и филмови поврзани со животната средина и го проектираме ова во Cineplex, дека е соработка со Cineplex и имаме цело време повеќе од 200 ученици од средните училишта. И цело време после тоа имаме и панел дискусија, да не биде само гледање филм, туку проектираме и такви и коментираме. Тука сме во нашата канцеларија во Голгрин, каде Ангела, мислам, не е волонтерка од Германија, Фрида, презентира дека ние имаме волонтери од надвор, од странство. Браво. Моментално имаме од Франција и од Германија, ова беше од пред една година од Германија и сакаме и нив да ја дадеме простор и време и можност да се унапредува професионално. Секако. Браво. Сигурно се чудат кај дошле? Така. Или не? Се чудат, ама убаво име. Заради луѓето. Да, да. Енергијата многу важна. Тука сме во општина Прилеп, заедно со градоначалникот. Тука им ги поднесовме младинските барања за зелени општини. И треба да кажам дека они највеќе реализираа младински барања и многу беа отворени за соработка и се. Јас сум презадоволна од нив. И градоначалникот е Браво. многу добар. Браво. И отворени сака млади. И заедно со Гоце службеникот за млади. Он е исто така и наставник. Така е. Тука сме во Скопје, мислам дека во ТЕФИ основното, и со Тамара, една од нашите студентки што соработуваме. Тука е еден, така викаме ние макети за соларна енергија, чисто онака да им кажеме како Им објаснувате на децата како не да биде само функционира, бла бла бла, туку Да, практично. практично Баш дека ни фалат Да. таквите моменти и затоа ние преку различни проекти сакаме тоа да биде, а во нивните училишта се поставени соларните панели и да знаат зошто е битно да се направи, не само имате и не знаат што ствари имаат уствари над Да, зашто служи? на кровот така. Тука е нашата волонтерка Искра, каде што Голгрин има многу добри волонтери што понатака се негде во некоја институција и она многу не е активна за се. Дали е тоа рилсови да креира дека понекогаш немаме време, ние знаеме организации. Многу работи правиме, дека јас сум и комуникација и финанси и исто други работи. IT менеджер, IT ова, ајде тоа. Да, социјалните мрежи се неизбежни, мора да сте присутни. Сакам да се професионализирам и така. Тука сме со точеци пред да се направи една велотура, ако може така да кажам, или портокалова тура, дека ни беше заедно со холандска, мислам дека со холандска, ако не се грешам, дека не памтам толку многу. Убаво, како и да е, беше низ Eastgate Mall. И пак ќе има така велотура за неколку денови и ќе има надпревар за кој ќе го украси најдобро точакот. И тоа е еден вид на активност. Интересно, да. Тука може да ми се придружам, јас сум на точак нонсо. Супер, ќе ви споделам. Ете ти таа тура. Исто така наш колега е Дарко, каде што го знаа Дарко на точак. Он цело време бил на точак и е на точак. И цело време он не мотивира дека он има и деца и цело време кога доаѓа на во офис, има и тоа седиштото назад за детето, значи не може да не може. Фул опрема. Да. И тоа е една мотивација плюс и еден вид како ние може да придонесуваме за општо добро. Така, одржливо и зелено општество, ако може така да. Завршивте со сликите? Имам еден музички шлаг за ова. Само имаме уште нека фотографија. Имаме време. Аха, добро. Да, имаме уште 2-3 фотографии. Така, тука сме во Берово. Пак истиот проект со соларните училишта или таквите важноста за соларната енергија. И тука на крај децата беа, не знам, воодушевени, убави. Значи, јас мотивирана, они повеќе од мотивирани, јас уште повеќе. Браво. Толку убаво и тоа треба да се гледа и треба да се има предвид дека од директорката почнува. Значи, таа беше. Да, тие ви даваат пристап за да можете нели да ги направите тие работилници. Уште една активност? Да, тука сме во парк, да, имавме собир, зелен собир, ако може така да се нарече. Се зелено, добро. Се зелено. Да, има и штандови, да. Имавме штандови од наши мали еко бизниси.
Исто така ги поддржуваме младите што се млади во музиката и се почетници, не тие што веќе се познати дека многу е тешко да се пробие во тоа во нашето општество, знаеме. И затоа ние ги поддржуваме младите. Исто така јас сум голем поддржувач на младите, дека јас кога бев помлада, дека не сум толку веќе толку млада. Па не знам младо делува. Многу тоа да, ама не баш. И сакам да бидам рака, да им кажам дека стварно можат. И тоа ми беше, јас го немав пред некое време. Тука сме гирела акција, некој вид на гирела акција со точаци, burn your fat, not oil. Да. И такви интересни, и овие слики одат директно во нашите социјални медиуми, дека ние сме доста активни во социјалните медиуми. Кога беше короната, моравме да бидеме цело време активни во социјалните медиуми, да смениме пристап. Исто така на крај да споменам дека ако на младите не им е интересно работилница во живо, ние или како општество треба да им пружиме дигитално. И затоа мораме цело време да ги прашуваме што сакаат, а не да им даваме ама не да им даваме нешто што ние мислиме дека им да ги имаат опциите и за во живо и да ги прашаме. И за да ги прашаме така. И за муабето. Биди зелен ти. Да. Биди зелен ти. Свири Стефан. Биди зелен ти. Сите ние да бидеме зелени. Не знаеш ова песна Стефан? Тунизен не фали. Тунизен, така? Ова не знам, но да, сладкари тунизен. Точно. Јас пратам македонска сцена. Така ни започна на нас историјата и таа песна, Со биди зелен ти? Да, јуни беше. Ете, ти немаш појма. 2010-та тоа. И затоа и песната е таква, и текстот го има на таа насока. Така да ја учиш. Требаше да спеваме. Како не ни текна да спеваме? Ама може да ни отпеете нешто. Готово сега. Нешто друго, па да, имаме време. Па еве, имаме уште минутка. Најскапата, ако сакате. Најскапата, којата? Не знам која е најскапа, ајде. Еден ден, па најскапа. ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден, ке ме сакаше прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си, и што си, со кого не сакам да знам. Хеј, многу песни сум отпеала, а баш сите мои стихови сите биле љубовни, полни со депресија и тага, и една лага голема, тогаш нека чујат сите што ги боли болката што нема име, тажна љубов, среќна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, ти баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Браво, женци! Браво, Времето ни истече, верували или не, час и половина ни помина. Многу ви благодариме за гостувањето, посакуваме успешен концерт, вие да бидете многу успешни во она кое што го работите и властите малку повеќе да се заангажираат и да помогнат во сето тоа кое што вие го правите. Се надам дека повторно ќе се видиме во некој наредни. И да потсетиме дека картите можат да се купат преку МК Tickets. Така е.